Дали знаете дека јас сум се сретнал со Хилари Клинтон? Не знаете сигурно. Со принцот Чарлс, односно кралот Чарлс сега, со Добро. Медлин Олбрайт. Сега, да имаш средба, на официјална средба, или да имаш ручек или вечера е една работа. Ама на коктел или некоја голема церемонија на кој што амбасадорот ќе те донесо до некој ќе те каже овој господин од Македонија сака со вас да се запозна и така, тоа е сосема друга работа. И сега да го прашате вие кралот Чарлс, абе се сеќаваш Стефче кога ти организираше изложба во Континентал, ќе се сети, нели? Едно е официјална средба, друго е на коктели, вака кој ќе те фати. Со Караманли сум се сретнал, со Мицотаки, сака да кажеш дека види тој се сеќава со мене кога се сретнал. Значи едно е официјална средба, едно е ручек, едно е вечера во кој што 1 сат ќе разговара со некого, а ова е сосема друго, на една голема церемонија, на една голема гунгула кој ќе те однесат, овој сака да се запознае со теб. Втората работа. Која е политичката порака што ја пракаме? Тројца албанци и еден македонец од тие луѓе. Па тоа значи дека без Вленковци карта не смеете да земете за Америка. Па нели требаше од Дуи да се ратисаме, на тоа го рушевме СДСМ. А што е сега ова? Ако СДСМ имаше 40 пратеника, овие имаат 63 пратеника. Па не смеат да мрднат. И следна работа. Бидејќи ова се отвори голема дебата околу ова прашање. Дали е некој поканет или не, дали е ова туристичка прошетка или не, и мислам дека обвинителство треба да се отвори предистражна постапка, да се искористи меѓународна правна помош и ова вистина да се утврди. Дали некој со народните прави направи прошетка до тамо или она вистина е целисходна работа што е во интерес на Македонија.